На салонот на автомобилите во Шангај домакините уште еднаш ја растревожија јавноста. Покрај моделите наменети за масовниот пазар, прикажа изведби кои имаат амбиции да станат сериозна алтернатива на луксузните марки. Сепак, поради оскудноста на видеоматеријалите се покажа дека кинезите уште се далеку за традиционалните производители, кои се многу поревносни во прикажувањето на нивните производи. Денеска имаме гостин во студиото, а повеќе е јубилеј кој представува ретко остварување не само за Македонија, туку и за регионот. Добре дојдовте во новата епизода на Автомагазин. После Лип Мотор и Чери на пат своите возила да ги монтираат во Европа се ГАК и Експенг. Двете групи на кои уште од порано им се знае аспирацијата, се имаат одлучено да ги користат капацитетите на Магна Штаер. Австриската компанија, која е најголем договорен производител на возила во светот, има огромно искуство и во својата историја е забележана како место на раѓање на вкупно 34 модели од 11 различни марки. Во моментот од погоните во град се излегуваат Г класата на Мерцедес и техничките близнаци BMW Z4 и Toyota Supra, додека кинеските автомобили официјално се уште не се најавени. Погоните сепак се подготвуваат за тоа и се очекуваат првите возила да се појават во јуни. Кои модели на ГАК и Експенг се во прашање не се знае. Volvo EX30 стана европски производ и во иднина ќе излегува од погоните на компанијата во Белгија. На швеѓаните не им беше тешко да ја донесат оваа одлука, бидејќи EX30 е втор најпродаван електричен модел кој доаѓа од Кина и за него лани во Европа се одлучија 78.000 купувачи. Колку ќе заштеди компанијата не е објавено, но заради повисоките трошоци секако нема да биде 28,8%, колку што досега се наплаќаше царина за него. Но тоа и не е така битно, бидејќи овој чекор има големо значење за Гили. Покрај со Lynk & Co 02 и Zeekr X, малиот EX30 ја дели платформата уште и со Smart број 1 и 3, со што се отвора можноста и за нивно производство во Европа. Во фабриката на Volvo во Гент, од која сега излегуваат CX40, EC40 и V60, се вработени нови 350 лица, со што вкупниот број работници се искачи на скоро 6600 луѓе. Нисан Навара се враќа, но во сосема поинакво издание и веројатно под своето интернационално име Frontier. Користејќи ја својата блиска соработка со Dongfeng, јапонската марка позајми еден од нивните пикапи, визуелно го измени и го ребрендираше под своите ознаки. Покрај идентитетот и карактерот му е поинаков. Масивниот преден дел крие 1,5 литарски турбобензински мотор кој е срце на плагин погонскиот систем. Комбинацијата од 408 конски сили и 135 км електрична автономија ветуваат.
Меѓу трите електрични концепта што Volkswagen ги подготви за Кина, еден привлекува посебно внимание, наречен ID Evo, не само што илустрира во која насока ќе се движи стратегијата на концернот, туку покажува и дека во иднина ќе се обраќа на нови целни групи купувачи ориентирани кон модерниот начин на живот. Планиране за сериско производство веќе идната година и уште основната верзија ќе има напредни системи кои ќе овозможат действие како престигнувањето, свртувањето и вклучувањето во сообраќај да бидат автоматизирани. Во суштина, Volkswagen со него сака да покаже дека технолошката софистицираност и секојдневната употребливост меѓусебно не се исклучуваат, што неминовно ќе биде пренесено и на идните европски модели на марката. Никогаш не обзема љубомора гледајќи ги моделите кои нам познатите марки ги нудат на бразилскиот пазар. Такво чувство имаме и со обновениот Кронос, кој е адут на Fiat во субкомпактната класа. Конструиран како седан, тој е за 20 на сантиметри пократок од типо со кој дели некои стилски детали. Дизајнот генерално му е привлечно робусен, со истакнати мускулести линии и забележливо големо растојание од коловозот. Во ова второто, неговото освежување откако е представен во 2018-та доби нови маска со хромирани вертикални линии и голем надпис на марката на средината. Предните светла имаат нов распоред, а благо изменети се и задните. Внатрешноста е суптилно подобрена со нови материјали и повеќе опрема, додека техничката основа остана иста. Во понуда е со 1-литарски 3-цилиндричен мотор со 75 коњски сили и со 1,3 литарски со 107 коњи, кој е спарен со безстепена трансмисија. Цените стартуваат од 16.000 евра. Американската автомобилска индустрија ќе доживее силен удар поради неизвестноста што ја наметна Трамп со својата надворешна трговска политика. Првите прогнози кажуваат дека годинешната продажба ќе биде за скоро 2 милиона возила помала. Ако пак навистина се остане онака како што претседателот вели, за една деценија таа би се намалила за дури 7 милиони на годишно ниво. Најмногу ќе настрадаат популарните и поевтини модели кои се произведуваат во Канада и Мексико. Зголемувањето на американската продукција нема многу да помогне, бидејќи паралелно со тоа ќе растат и цените на возилата, што секако ќе делува негативно на крајниот биланс. За да ги спасат плановите, домашните производители веќе започнаа да нудат попусти на некои од своите модели, но тоа сепак е само краткорочно решение. Според нив, треба да се направи се што е можно за да се задржи пристапноста на автомобилите за купувачите кои сега во просек плаќаат по скоро $50,000. Под контрола треба да се држат и каматите на кредитите и другите трошоци, како на пример осигурувањето. Тие предупредуваат дека ако тоа не се случи, неминовно ќе дојде до отпуштање на работници, што е спротивно на она што Трамп го сака. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис». Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Новиот
Peugeot 5008, најнова генерација на SUV со 7 седишта. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Ако го наречеш возилото Grandland, го правиш да биде Grand. Дизајнираш електрично лого со супер долг опсек на батеријата и 50.000 интелигентни LED компоненти. Секако дека е новиот Opel Grandland. Go Grand! Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Триесет и пет години активно и успешно стопанисување на македонскиот пазар, особено со една роба која не иде така лесно, тоа се автомобилите. Затоа го поканивме господинот Кирил Воиновски, генерален директор на Евроимпекс, да ги сподели неговите искуства кои ги добива овие 35 години. Добре дојдовте во Автомагазин. Добре најдов. 35 гледатели. Ви благодарам. 35 години е сериозен временски период. За тие години почнавте првенствено со Peugeot, но понатаму ги проширивте своите влијанија и своите работења во автомобилскиот свет. Како започнавте? Започнавме како прва приватна фирма во Македонија, регистрирана во автомобилскиот сектор. Значи, нашата регистрација е уште од 1990 година, значи уште од претходната држава. И еве се уште обстојуваме, значи во изминативе 35 години сме присутни на пазарот и сме прва македонска фирма која што се уште работи со предметот на работа кој што го реализирал преку Peugeot уште во 1992 година. Самата, да кажеме, самите почетоци на работењето идеа преку случајно неврзан разговор помеѓу мојата мајка Олга со нејзина колешка која што тогаш работеше во претставништвото на Peugeot во Скопје и преку тоа ние склучивме некоја си соработка, стапивме во контакт со Peugeot и нашето патешествие започна. За овие 35 години вие уживате голема доверба од страна на вашиот принципал. Вие започнавте на македонскиот пазар, но многу малку компании од вашиот сектор и од другите сектори добија доверба од своите принципали да раководат со повеќе пазари. Денеска Евроимпекс, осем во Македонија, има своји продажни места и е застапник на Peugeot за Србија, Косово, Црна Гора и Албанија. Точно да, значи ние успеавме значи од локална компанија да прерастеме во регионална компанија, да ги прошириме нашите полиња на делување, а сето тоа е некоја историја, некој минато, значи она што е сработено во изминатото беше верифицирано и препознаено од страна на Peugeot, за да ние додавили таа доверба, за да можеме ние да настапиме на регионалниот пазар. Сега Peugeot експандираше. Од само Peugeot групацијата PSA нарасна и го купи Opel, но од таму па излезе и Stellantis. Вие добивте уште едно признание, тоа е на истите пазари да го застапувате и Opel. Точно. Значи ние преку таа работа што не дефинираше и взаемноста доверба што имаме со принципалот PSA од тогашно време,
Со самото превземање на Opel од страна на PSA се формира нова фирма и тука нас ни се отвори можноста за да понатака почнеме делуваме, односно да го прошириме нашето работно поле и на Opel како таков бренд. Од моментот на склучување на првиот допис, каде што ние дадовме писмо со намери, па се до финализација на таа реализација поминаа скоро 3 години. Значи тоа беше долготраен маркетебен процес кој што изискуваше долги преговори, долги разговори и кој што на крај резултираше со ова што сме сега. Застапувате два различни бренда. Дали постојат есенцијални разлики во работењето со Peugeot и со Opel? Па не постојат некои големи разлики. Логички, едните се француски, другите се германски менталитет. Меѓутоа, со самата фузија на Stellantis, значи со формирање на Stellantis, каде што влегува повеќе фирми под ист кров, тоа веќе се интернационализираше. Значи, луѓето што работат се измешаа, значи имате французи сега во Италија, германци во Франција, така натака, со тоа што се смени начинот на едностранно размислување од типот на ние сме од оваа страна, французите од таа страна, германците се на трета страна. Сега сето тоа веќе така менаџирано што има некоја сплотност и сите фирми функционираат на слични бази. Да се работи на вакви пазари е голем предизвик. Еве паралела да направиме со македонскиот пазар. Ние немаме некој голем волумен на продажба на нови автомобили. Како се справувате со обстанокот на пазарот низ призма на сите оние норми што ви ги наметнуваат принципалите? Цените нон-стоп растат, нашата куповна моќ е таква каква што е, а сепак сте врзани за одредени волумени во продажба, нели? Точно. Значи, она што се цели во нашиот пазар е учество на пазарот и тоа е меродавно за да видиме дали и колку сме ние успешни во нашето работење. Предизвици во работењето и на локално ниво постоеле. Значи, уште во 90-тите години имаше различни предизвици. Од денес, од тогаш па до денеска ние немаме некоја си ниво на стабилна работа, него сето тоа е помешано со економски и политички фактори кои што директно влијаат на нашето работење. Значи сме имале случаи, банално кажано, уште во 90-тите, каде што имаме министер на тогашна влада, во август месец излегува на телевизија да каже дека од нова година царините ќе ги укинат. Автоматски од август до нова година не работиме ништо, се чекаме да се укинат царините. Сме имале дистрибуција на информации кои што се вршила промена во текот на сајмска манифестација, се менуваат даноците, после 3 месеци па се враќаат на старо. Значи, немало коегзистенција, немало континуитет на регулативите кои што нас би ни овозможиле некој си пазарно делување со некои си фиксни параметри, какви се, такви се, ама бар да ги поштуваме тие правила. А дали би можеле да направите паралела помеѓу македонскиот, српскиот, косовскиот, албанскиот и црногорскиот пазар? Дали е таму постабилна ситуацијата? Што се однесува до легислативата? Кои се таму давачките? Дали се толку високи како во Македонија? Да, давачките се приближно исти во сите овие држави, значи нема некоја драстична разлика, проценти се во прашање 1-2, тоа што не е нешто страшно. Анализата повеќе би ја сведел на пратење на пазарот и движењето на конкуренцијата од аспект и на куповна моќ на клиентите што се таму. Значи, секоја држава, согласно стандардите кои што ги поседува на нејзино ниво, има, да кажеме, параметри кои што мора да ги сознаете, да ги сослушате, да видите како се движиме, за да после реагирате. Така да, и поред тоа што се слични сите тие пазари, секој си има своја автономија и секој си има своја одлика кој што ние сме тука за да тоа го пресретнеме и да одговориме најдобро на можните
за побарување. Вие сте тука и за да дистрибуирате нова технологија. Таа се вика електрични автомобили. Пред малку рековме дека цената на автомобилите е се повисока, не по ваша вина, туку по она што го диктираат производителите, но за жал електричните автомобили се уште поскапи. Паралела, една Opel Corsa со мотор на согорување чини 20.000 евра, додека истата таа во електрична изведба чини околу 36.000 евра. Истата паралела може да ја повлечеме и за Peugeot 208. А од една страна. Од друга страна, Европската Унија сака до 2035 година да нема веќе модели со мотори на согорување. Како можеме ние да го фатиме приклучокот? Имаме предизвици што се однесува и на инфраструктурата на полнење. Како ја гледате вашиот развој во идните деценија и пол? Значи, точно е тоа. Ние иднината не ја дефинираме ние, дефинираат во рамки на европски и светски рамки. И зацртано е дека електрификацијата е нешто што е идни што ќе биде промовирано во наредните години. Имаше прелиминарни разговори дека до 2035 нема да има ICE мотори, односно мотори со внатрешно согорување. Меѓутоа, има некои ретарирање во тој правец. Значи, сега има некои најави дека можно е да продолжи тој тренд каде што се уште би се произведувале. Од многу проста и едноставна причина што трансферот од мотори со внатрешно согорување во електрични возила некако многу брзо дојде и ги дочека, да кажеме, неспремни факторите кои што треба да го реализираат тоа. Просто е кажано што економичниот дел на каде што возилото кое што има радиус на движење, збориме за внатрешно согорување од просек некаде 800.000 километри, се уште е во рамките на комерцијалниот дел недостапно за електричните возила. Точно, да. Така да самите возила ќе им треба уште малце време да созрат, да дојдат од некоја таква економија. Самото полнење е различно. Значи, вие полните бензин за 5 минути. А електрично треба минимум половина час да застанете на полнач. Се слагам. За овие 35 години, колку возила имате продадено? Па, можам со гордост да кажам дека имаме повеќе од 30.000 возила продадено. Тоа е импресивно. Тоа е респектабилна бројка, значи и тоа се одликува во нашето работење. Ние како фирма постоиме, значи како што кажав, 35 години. Имаме многу ниска флуктуација на кадар и целиот успех на работењето на фирмата се должи на компактниот тим што го имаме и на сите вработени кои што придонесуваат подеднакво за развој на компанијата. Значи можете и да ја проектирате вашата иднина. Кои се вашите проекции за иднина? Па нашите проекции се да продолжиме со исто темпо, значи начинот на кој што до сега сме работеле се покажа како добитна комбинација, значи идеме напред, го усовршуваме тој модел и овие 35 години здравје да ги направиме наредни 135 години. А дали ќе изградите уште некој инфраструктура? Точно, значи ние имаме моментално сме во фаза на изградба на 2 нови сервисно-деловни центари, едниот во Скопје, другиот во Белград, кои што ќе одговарат согласно најновите стандарди и најквалитетните можни услуги што би ги понудиле на нашите клиенти. Значи тоа е во деловниот план кај што ние сме во едни доста големи инвестиции, а сето тоа ќе соодветствува со реална и се надеваме осознаеност кај клиентите кои што ќе го знаат да го ценат тоа што сме го постигнале. Господине Војновски, ви благодарам на гостувањето во Автомагазин. Ви посакувам уште многу среќа и да го исполните ова ветување што рековте за следните 135 години. Ние одиме понатаму со Автомагазин. Автомобилската смотра во Шангај станува една од највлијателните во светот. Според прикажаното, таму орото го водат домашните марки, потенцирајќи го нивниот технички и технолошки потенцијал, кој се повеќе е зачинет со интригантни дизајни. И европските премиум марки имаа забележителен настап. Само BMW тактизираше, чувајќи ги своите изненадувања за Минхен, каде официјално ќе ја представи својата Neue Klasse, генерација на електрични возила.
Убаво изненадување од Енца. Марката која делува под капата на BYD представи спортски модел кој најточно би бил опишан како електричен конкурент на Porsche 911. Ефектниот изглед на кој очигледно дизајнерите доста промислено и детално работеле е дефиниран со предниот дел кој потсетува на модерните модели на Lotus и ниската силуета украсена со импозантното задно крило. Со внатрешноста владеат изобилство карбонски елементи и 3 екрани кои остануваат во сенка пред фактот дека управувачот, инспириран од тркачките автомобили, може да се скрие под инструмент таблата, бидејќи автомобилот има и автономни способности. Тоа е овозможено со drive-by-wire технологија, без механичка врска која е присутна и кај системот за сопирање. Кажано и дека ослонувањето е активно, со спортска конструкција, со двојни попречни рамења и амортизери со масло со магнетски својства, што овозможува секои 10 милисекунди да се прилагодуваат на условите на патот. Двата електромотора своите конски сили, чиј точен број не е познат, ги испраќаат на сите 4 тркала, а цената во Кина се очекува да изнесува околу $40,000, сериозни работни можности и избалансиран сооднос на перформансите и ефикасноста. Погонот е на сите 4 тркала, а способностите на терен ги подобруваат електромеханичкото блокирање на задниот диференцијал и 4 режими на возење. Освен во Кина, каде и кога на друго место ќе се стартува со продажбата, кинезите не кажаа, само навестија дека ќе биде глобален модел. Кинескиот NIO ја лансираше својата нова марка Firefly. Засега, единствениот нејзин модел иницијално беше планиран да се појави прво во Европа, а потоа во Кина, но желбите за тоа се изјаловија со воведувањето на царините кои за овој производител се поставени на 20,8%. Тоа е и една од причините зашто цената на малиот електричен автомобил во Европа е поставена на €30,000, што е повеќе од двојно отколку на домашниот пазар. Почетокот на продажбата на стариот континент ќе биде во Холандија и Норвешка во втората половина од годинава, а потоа ќе се прошири и на други засега неспецифицирани пазари. Дефиниран како високо ефикасен автомобил за урбаната мобилност кој нуди паметни и квалитетни решенија, Firefly располага со 143 конски сили кои ќе го забрзаат до 100 км на час за 8 секунди. Батериите според WLTP нормите нудат автономија од комбинирани 330 км, но производителот нагласува дека тоа во градски услови на возење се искачува и до 470 км. Стандардното полнење од 10 до 80% трае половина час, а возилото е способно да напојува со струја и надворешни уреди. Должината од 4 метри и погонот на задните тркала ветуваат за оваа класа возила пространа внатрешност која е едноставно дизајнирана. На опремата која вклучува и загревани седишта и управувач не може ништо да и се замери, а за пофалба и тоа што возилото може само да пронајде доволно голем простор за паркирање и автоматски да се смести на него. Покрај во Европа, NIO планира да го лансира овој автомобил уште и во Јужна Америка и некои земји географски блиски до Кина. Со новата изведба на кросоверот Yangwang U8, кинескиот BYD реши директно да ги нападне Rolls-Royce и Bentley. И тоа со тешка артилерија. Каросеријата, продолжена на 5,4 метри, е исполнета со мноштво луксус, па дури и позлатени детали. Во неа има место за 6 патници кои ќе патуваат безгрижно благодарејќи на напредниот систем за помош на возачот со 3 лидари. За погон се задолжени 4 електромотори, за секое тркало по еден, со вкупно 1200 конски сили. Напојувани се од батерии доволни само за 180 километри, пат после што на сцена стапува 2-литарскиот турбобензинец кој ја произведува потребната струја.
Според изгледот се разликува по тоа што резервното тркало е поместено од вратата на багажникот, која хоризонтално е поделена на два дела. Цената не е позната, но најавено е дека ќе биде значително повисока од онаа на стандардниот модел кој чини преку 130.000 евра. Покрај редефинирање на автомобилскиот луксус, Мерцедес со концептот наречен Vision V најавува нова стратегија во својата моделска понуда. Планиран за сериско производство во идната 2026 година, тој ќе биде прв што ќе ја користи новата електрична платформа изворно наменета за моноволуменци и доставни возила. Но токму овој модел сведочи дека нема да остане само на тоа. Оваа архитектура ќе биде употребена и кај ексклузивните возила со трикраката ѕвезда. А Vision V е токму тоа. Со својата уникатност создава нов пазарен сегмент, а и со можностите се издвојува од се што досега е познато. Посебно со нетрадиционалниот преден дел, на кој маската е обликувана од светлосни елементи, а браникот од оздола визуелно обрабен како да има крила. Страничната врата е опремена со автоматско и осветлено скалило за полесно влегување во задниот дел, кој со стаклената преграда може да се одвои од просторот на возачот. Дизајнерските решенија внатре се спои на класичното и ултрамодерното, а комбинациите се неочекувани, исто како и знаката VLS на серискиот модел што ќе произлезе. Од Мерцедес немаат објавено технички детали за погонскиот систем кој сосема сигурно нема да разочара. BYD ја менува својата европска стратегија, иако не може да се пожали на продажбата која во првиот квартал е за повеќе од 4 пати поголема отколку истиот период лани, во компанијата не се задоволни со брзината со која се проширува дилерската мрежа. Како причина за тоа се наведува потфрлувањето во вработување раководители кои ги познаваат локалните прилики, заради што како советници се ангажирани надворешни стручњаци. Тие пак јасно кажаа дека е потребно поголемо свртување кон хибридните возила, посебно на пазарите каде електричните се помалку застапени, при што плагин моделите треба да имаат клучна улога. Затоа и конечната одлука на компанијата е во иднина секој нов модел наменет за европскиот пазар, освен електрична, да има и таква верзија. Во BYD најмногу се разочарани од германскиот пазар, каде и таму веќе се направени првите персонални измени. Се појавија и гласини дека токму Германија се разгледува како најсериозна локација за третата европска фабрика на компанијата, чии планови се годинава да се освојат 5% од пазарот на електрични возила. Салонот на автомобилите во Шангај ги затвори своите врати. Во моментов на подготовката на оваа емисија немаше информации за посетеноста, но таа сигурно е поголема од поланските 900.000 луѓе. Рекорден е и бројот на странски новинари и гости, со што оваа манифестација јасно покажува дека ќе ги оствари своите амбиции да стане влијателно место каде се покажува иднината на светската автомобилска индустрија. А таа секако ќе ја предвода домашните производители. Странските, според покажаното, се концентрирани на тоа како да го задржат своето пазарно влијание во Кина. Затоа и од нивна страна скоро воопшто нема глобални премиери, но она што го подготвија сепак заслужува внимание. Се издвојуваат трите нови ID концепти на Volkswagen, првиот модел на Audi без логото со прстените и луксузниот моноволуменец на Mercedes. За разлика од нив, домашните марки јасно ги покажаа своите намери за светска експанзија и од нив во блиска иднина може да очекуваме многу што. До следната сабота, до гледање.